Добро вечер од ова прекрасно студија во Телевизија 24 во новото издание на Живот со стил. Како жонглираат помеѓу кариерата и улогата татко на вечерва на оваа тема и многу повеќе ќе зборувам со тројца млади, згодни и познати татковци. Како гледаат на порадилно отсуство за татковци, колку помагаат во домот, се само дел од прашањето за вечерва и јас сум нестрплива да ви ги представам. Вечерва на мое задоволство ќе почнам од првиот, нема да кажам дека е од постарата генерација, ќе кажам дека нашата генерација на него се сеќава како водител и телевизиски продуцент, беше дел и од К15 шоуто, но дефинитивно најдобро плови во музичките води по кој што е препознатлив. За него се вели дека е потипката половина на Панчо во дуото ДНК. Ќе кажа дека прекар му е дебар, сопруг е на Наталија и татко на преслатката Јана. Неговото име е Андреј Ѓорѓиевски од дуото ДНК. Добро вечер. Добро вечер. Драго ми Ја мислам го најавуваш другиот гостин, тој од другата страна. Пошто и он исто е почна нели со емисии со Него откриваме. Да. Добро. Ама него откриваме. Па него откривме, добро. Добро. Ова е Андреј. Браво, добро вечер. Сега, рековме потипката половина ја представивме, одиме со следниот член или другата половина на ДНК, без размислување, како најавам како музички патриот кој од срце ја брани домашната музика и незините вредности, важи за умилен кај колегите и колешките, а е доказ дека со работа, добра волја и желба се постигнува се. Текстописец и автор, хип-хоп и R&B диџеј, набивач на МЗТ, татко на Андрија и на Марија, секогаш насмеан и позитивен, Владимир Блажев Панчо, тотално модерен за вечерва. Каква најава ви даде. Не, јас морам и да ја замалам камерава ако може да го види вечерашниот Чарап. аутфит, тотал лук на... Која камера снима? Ајде. Ето. Меѓутоа не е перлон. Да. Коите подготви кажи? Моите нови чорапи, кои ми се поклон. Добро вечер до сите гледачи. По речи се едно 5-6 месеци пауза, лека по лека спонтано дојде да дојдеме во емисија и таман од денес веќе се активираме. Потоа ќе збориме нешто подоцно за се што следува од нас, а имаме стварно многу што следува. Фала на поканата, мислам дека последен пат гостувавме тука, баш во 24 вести, односно кај тебе на емисија. Меѓутоа надвор на терен бевме во Зоолошка градина во Скопје. Како ви се допаѓа студијата? Супер. Овој нов концепт на студиска верзија на Живот со стил? Супер, фали ток-шоу, немаме кај да дојдеме и да си кажеме се до тоа што го сакаме. Верувам дека ќе се сменат многу работи и ќе има уште твои колеги и колешки. Имам лесна нога. Па ноđe, симпатично ноđe, мора да кажем. Драго ми е што ќе се дружиме вечерва, ќе го представам и последниот гостин. Мој колега, слободно ќе кажам дека е еден од најхаризматичните и најуникатни ТВ лица. Кај нас ја освои публиката со Pepsi Time, а успешните проекти потоа само се нижеа. Но освен поликот ќе го препознаете и по специфичниот вокал, иако не е пејач, ужива во караоке забави. Телевизиски стаж има повеќе од 25 години, нема 40 уште мислам. А последните 2 години ги брои во родителски стаж. Тој е гор татко на близнаците Иво и Љупка и посветен сопруг на Горана. Добре дојде за Ненад Ѓорѓиевски. Благодарам на убавата најава. Елена, можеме да си почнеме јас и ти со разговор. Доволно кажавте вие двајца. Се шегувам. На почеток на најави со Панчо се погледнавме како млади згодни. Ниту млади веќе, згодни полека не. Ја никад не сум и бил згоден, не знам за тебе. Поготово со телевизиски стаж од 25 години, млад се уште и така и делуваш. Добро, колку години имаш? Бога ми 37 ќе полнам тама работа. Добра. 37, уште немам 40-ка. Не се чувствувам многу стар. Тоа значи уште од мал како дете знаеш дека точно што сакаш во животот и дека ќе бидеш она што си. Секако. Да, и тоа баш уште од дете. Истото ми се случи и мене кога ќе ме прашаат колку години телевизиски стаж, ако нели од 12-13 години, тука некаде го делиме тој стаж од 22, 3, 4, 5 години. Па тука негде од 5 оделенија сега како му доаѓа, нели? Да, радио, знаев, сакав и почнав во македонската телевизија.
кога се уште можеше оние кои што сакаат да научат, да имаат од што да научат, што да видат и сето тоа да го стекнат како големо искуство. Македонската телевизија во тоа време направи многу ликови кои што до ден денеска работат и остана во медиумите. Ова ново време носи многу повеќе динамика, многу малку време да се посвети на новите ТВ фаци и затоа малку нашата водителска ајде да не ме сватат погрешно, ама водителска улога малку ни е лоша, што се однесува до нашите колеги и некако се повеќе ми е срам да кажам дека сум водител. Мислиш дека се изгубени тие вредности, дека се поместија Па да не паметуваме многу, ама вредностите се поместија и имаме повеќе ликови кои што се на телевизија периодично, кратко, колку да ги има, со многу пониски цени, со без никакво искуство, знаеш, на кои што им се даваат проекти големи, кои што не можат да ги издржат и сите тие проекти пропаѓаат. Важно е колку ќе издржиш, дали ќе се согласиме, битно е дека се уште сме во медиуми, ќе зборуваме, викендов сме овде, обично како вие си ги поминувате викендите? Ненад? Ако не сум на караоке забава која што треба да ја правам, обожавам да сум дома. Со сопругата легнуваме деца и гледаме телевизија или филм. Гледате само телевизија? Ајде сега ти. Добро да прашам. Панча? Јас или сме на настап или јас вртам негде музика, баш вечер сум од тука директно идам у Клик, во Штип, во матичната, ќе речем, земја, град на ТВ24, нели? И ако не сме со Андре на свирка со ДНК, ја нели функционираме како диџеј и генерално сум викенд не сум видел слободен ден долги години. Така он кажа све за мене, ако не сме заедно, значи јас сум претежно викендите дома. Претежно работно. Па претежно не работно, работно со фамилијата, да, работно, иначе работно, која имаме двајцата настапи или па ако се погоди да имаме нека нова песна да треба да снимаме во студио. Инаку преку викендите сум генерално слободен, освен кога имаме нели свирка негде. Во самата најава јас кажав Андреј со Прекар Дебар, од каде ова? Прекар Дебар, добро, Дебар да, ме викаат Дебар едно време, бидејќи таму пораснав, таму живеев 7 години и да ти кажам искрено сум горд на тоа, каков човек се изградив ради тие деца со кои што растев таму. Залепувајќи ги на тие деца, овие деца што и ден денес ги имам до мене, како Панчо, како луѓе зборам. Една убава чиста средина. Навикуваш ти презема малку. Добро, се имам од таму, да. Потфатено, меѓутоа мислам дека е голем плюс што растев во една таква средина, за разлика од тоа, можеби каде моево дете еден ден ќе расте во нели ова, да кажем, малце така под прифригано време, што тоа тогаш го немало и може за тоа од тогаш ме викаат Дебар. Кога сме кај мињата, те викаат ли Владимир, те собрањаат ли или Малце. Сестра ми обично ме вика. Кога ќе ја лута или кога ќе? Не. Владко у принцип ме вика, она. Да, дури ни мајка ми не ме викаше, така Буби ме викаше, она. Ни у школа и професорите ме викаа Панчо. Искрено. И као да ми е име Панчо, а да не ми е Владимир. Тебе ти одговара, знаеш да се носиш со Сум се навикнал. Прекарат, така. Се нервирам Панче кога ќе ме викнат, као Океј, момци, минатата година роденденски го прославивте јубилејот, 15 години од ДНК со прекрасен концерт. Се видовме нели минатата година ние, меѓутоа ајде да сублимираме и да го стартуваме со оној професионален дел од вашата кариера. Што вие сметате за најубав момент од 15 годишно постоење? Па, што ја ќе кажам на брзинка, од сите овие 15 години прво ми е најмило што сум останат се уште ден денес со него и што ми е драго што ме трпи сите овие години, пошто сум малце незгоден карактер Исто. Да функционираме, али најверојатно плюс и минус дека сме затоа функционираме толку долго, али честно и искрено, нели. Имало многу успони и падови, поготово во оваа хејтерска земја, која е допре некој ден зборев со една моја пријателка исто музичар дека може да е една од најголемите грешки што и се мрзам некоја што сум артист и што сум одлучил да заработувам од ова, иако има многу работи, но мислам дека има многу негативни повеќе со оглед на тоа што живееме на вакво подневје,
и не можам едноставно да ги трпам, да ги издржувам тие работи, цел време се дистанцирам, имаме свој круг на пријатели и луѓе. Најубавите работи се, реков, тоа што е оно што до мене и што сме успеале без мама и без тато. Буквално јас и Андреј и Лазар Цветковски кој дојде последните 5-6 години и кога дојде он, мислам дека воскреснавме и го вади на најдоброто што може од нас и допрва што следува. Дефинитивно 15 годишнината и концертот у Метрополис беше едно врхунско издание за нас кој не ни очекувавме и за волја на вистината така убаво се осеќавме што кога сум тажен ќе го пуштам на видео кое е направено таму и одма ми се разбиструва умот и не го памтам концертот, но за 2-3 недели ќе искочи, веќе е готово све, треба наредна недела да се прати за штампање и тоа ни останува убавите моменти и спомени и другарствата. Друго е све блювотина, за жал у земјава. Јас те најавив, нели, како патриот во музиката на самиот старт, бурно реагираш на неправдите, што најмногу те нервира. Колку постои неправда и ривалство во музичкиот свет во Македонија? Види, гледа, дел од нашите колеги се вистински идиоти, знаеш. Музика не е спорт на 100 метра да се тркаме. Ја не знам до кога нив ќе ми биде мука на било кој од колегите да лупам, еве, не знам кога да кажам, ете Елена Ристевска извадила песни, зашто ја да не ја шернам? Ќе ми земе Facebook пари. Ја шерна и Дани Димитровска, нели? Бидејќи ни беше минатата недела гостинка и знам дека видов дека Дани е супер лик и колку и да не ми се свиѓа мене нејзината музика, мораш да ја почитуваш ради километражата што имало. Не реков дека, мислам, хипотетички зборам, не реков дека ја не ја сакам нејзината музика, но зашто ја да не ја шернам на Дани? Зашто она да не ја шерне нашата? Зашто да не им даваме простор на новите артисти? Као, знаеш, толку сме клети што дури и еден прост шер што нити ти зима пари, ни време, ни ништо и тоа се гледа. Затоа сме на тоа дередже кај што сме. Да, горе доле нема ни настап кај што идеме, ако наредна недела иде некој друг од нашите колеги, он да не најави и тоа го прави тоа баш буквално како кој знае кој да доаѓа. Наредна недела мора да дојде тука и ќе дојде, нели, пример не знам кој да е од нашите колеги артисти. Немаме проблем со тоа. Така, нека служи за пример Панчо. Неправдите се, има ли неправди во однос на манифестации, имаме ли манифестации воопшто во однос на награди, во однос на критериуми, категоризација? Да, и тоа е треба една цела емисија, сигурно и 100 сати. Има, тоа се може да каже некој дека се субјективни мои ставови, нели, ама ако гледаш објективно, освен Златна бубамара до сега нема. Златна бубамара не е релевантна манифестација, бидејќи е шоу. Не можеш да му се љутиш на Ранко дека, например, оваа година не ни дал за најдобар концерт во Македонија, иако направивме најдобар. Дефинитивно, зборам по публика, по бројност, по луѓе, но е Ранко ко Ранко. Па кога земавме пред 2 години награда, не требаше да земеме за бенд на година, он ни даде. А наредната година па извадивме 5 спота, најдобар албум, не знам колку хитови. Оваа година направивме концерт, па не добивме ништо, не бевме ни поканети. Ама тоа е приватна манифестација и супер што има бар таква, но не е релевантна. А да била некоја друга и да не сме добиле, ќе реагирав малку. Не се релевантни заради тоа што наградите се доделуваат врз база на желбата на организаторите, а не врз статистиките, кој што како направил, колку продал, колку го имало на концерт. Нели нема бегање од статистиките. У секој случај е добро да ги има тие манифестации. Што повеќе. Треба да се и да има тежина, да држи. Андреј и Панчо од ДНК одиме со Ненад. Последно те гледавме во проектот Подводна, летава, нели? Но откако згасна естрадните магазини, не те гледаме толку често на телевизија. Ти недостасува она време на ексклузив, она време на забавни емисии кои што... Секако, да. Ми недостасува времето кога имавме малку повеќе Зошто естрада. те Леле нема? како почнавме негативно. Зошто те нема тогаш? Не.
тоа е, мислам, знаеш. И тебе, дај Боже да има повеќе страда, тебе поубаво ќе ти биде, да можеш да викаш луѓе. Во секој случај да, и повеќе ќе има и контактни емисии, но сето едно со друго си оди. И сега кога ќе тргнеме ќе речеме дека програмите се такви како што се на нашите телевизии, дека има многу турски серии и вести и ќе отидеме во негативности. Во секој случај треба да се потрудиме да ја има таа естрада. Ние колку можеме со некакви си емисии и термини во телевизиите, Панчо, Андреј и цела естрада да се шеруваат и поддржуваат, нели, и така натаму, и да се трудиме да бидат актуелни со правење на хитови. И само така мислам дека ќе успееме да ја вратиме естрадата. Доколку се жалиме зашто дошло од Србија, Панчо се жалеше зашто ќе имал концертот од Бугарија и не е битно, ќе поминеме во жалење. Дај да направиме нешто за да публиката сака да ги викне ДНК, нели? Како што они тоа го прават, нели? Публиката да сака да отиде на нивни концерт. Па нека има и другиот ден некој друг од надвор, нели? Во секој случај. А каде е проблемот со оглед на тоа што имаш нели своја приватна собствена продукција? Да. Па од 2011 имам продукцијата, поврзана е со интернет, нели, сајтови, хит портал, имам интернет радио, токму од тогаш 2011 радио хит. Во меѓувреме снимам реклами, аудио, видео и плюс други некои проекти. Сега почнав и со детска емисија, односно да продуцирам детска емисија. Некако од кога станав татко, сватив дека по YouTubeот, а па најмалку на нашиве канали има за деца програма и сакав нешто да направам барем за, знаеш, почнувајќи оние деца од предшколска возраст. И таква емисија правам дневно, 10 минути, се вика Мини Вести, каде што е магазин баш за тие дечиња, каде што им објаснуваме навистина онакви интересни професии и работи кои што се случуваат и кои што не може да ги најдат или треба да сурфаат на интернет, а овде можеме мајка им или баба им да пушти плей и да ги изгледа емисиите кои што ги правиме баш за нив. Сега активирам и телевизиски, веќе ако алудираш нели на тоа, ако зборуваме професионално. И епте не свежо тоа. Денеска го шерував, нели, на јавниот Форшпан, веќе во понеделник на ТВ21 ќе почнам емисија, се вика Нешто се крчка, нормално со дел од нашата естрада, таа што остана, ќе се дружиме и ќе крчкаме и разговори муабети, ќе крчкаме и малку во кујна, пошто е така, се е во еден стан и се е некако спонтано. И бидејќи сметам дека сите работи јас ги правам спонтано, мислам дека ќе биде интересно шоу. Што сметаш за хайлайт на твојата кариера, Ненад? Па може би времето во А1 телевизија, не може би него сигурно, ексклузив нормално, сите се уште до ден денеска и ме памтата од тоа, а јас во она на што сум горд во моето CV е идолот, македонски идол, со кој што покажавме дека во Македонија може да се направи такво музичко шоу. Може би не толку со пари, за да изгледа тоа не знам како, но во секој случај успеавме да направиме добар шер и добра гледаност и звезди, нели, од оние кои што ги имавме како пријавени за време на тоа шоу. На светско шоу. Андреј едно време исто така беше водител, јас најавив, нели, во емисијата. Ти недостасува ли тоа време, би се вратил некогаш во водителските води или? Па, како што кажа, Ненад има некоја искра у тој профил на работа. Посебно ако ја од страна на К15, значи бев ослободен од сите стеги, буквално можев да правам што сакав, што имаше додатна убавина во она што го правев. А паралелно на тоа, нели, бев и, да кажам, артист заедно со Панчо и сите мои колеги доживував многу нормално и сакав тоа да го пренесам на медиумите, да ги покажам у обичното секојдневно светло. Нели, не вака како што сме сега ние тука седени нашмикани, него баш онаку домашна атмосфера и да ги видат луѓето, да ги доживеат она што највистински се. И штета, не знам што се деси се нешто со целата таа продукција и телевизија К15 заради разноразни причини. Меѓутоа, мислам дека оставив еден убав белек на она што го правев, затоа што беше се правено како и се друго што работиме заедно во ДНК со Панчо, искрено. И онака како што гледаш како функционираме денес, не би се вратил дефинитивно. Па би се вратило до оваа страна од која што сум сега, значи од твојата не, да. Одиме малку со музика, Невозможна мисија беше последниот видеозапис, објавен пред 8-9 месеци, така некако.
Одиме со кратка музичка пауза, дуото ДНК, се враќаме на тема како жонглираат меѓу улогата татко и она што го прават професионално. Панчо, Андреј ДНК и Ненад Ѓорѓиевски. We jamming, yeah. Кога те видов прв пат посакав ти да си моја. Во глава милион филмови пред олтар како стојам. Во срцево ми направи ти земјотрес. Знам се сакаме, а не си одговараме. Кој е во право, а кој невезен се караме. Пробавме, направивме се. Невозможна мисија, јас и ти сме. Ти и јас сме невозможна мисија. Не знам како судбината не споила. Судбината не споила. Ти и јас сме невозможна мисија. Не знам како судбината не споила. Судбината не споила. Дали знаеш дека нема да биде по твое, а знам дека нема да биде по мое, а јас пробав се за тебе, тебе, тебе. А мене не ми е се едно. Ти кажувам искрено, ми требаш, требаш мене, а те нема тебе. Ти и јас сме невозможна мисија. Не знам како судбината не споила. Судбината не споила. Ти и јас сме невозможна мисија. Не знам како судбината не споила. Судбината не споила. Невозможна мисија сме јас и ти, и ти, и ти, не, не. Невозможна мисија сме јас и ти, не, 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 не. Невозможна мисија сме јас и ти, Невозможна мисија сме јас и ти, И покрај тоа што се успешни на професионално поле, имаат импресивни кариери, сите тројца се и родители, и тоа горди. Андреј, Панчо и Ненад, колку улогата на татко би го смени животниот тек? Ке почнеме од Ненад. Во мене гледаш, пошто најстар родител е Панчо, колку што знам. Така, ама ти имаш дупли удар. Ја дупли удар, не, да, ке мене смени скроз. Во секој случај, мислам дека добро се снаоѓаме, тоа е најбитно, бидејќи скроз сами ги чуваме. И некако од самиот почеток се тоа идеше по распоред и по шема, и шемава се уште ја држиме за да можеме да функционираме, пошто иначе не. Иначе имам прекрасни дечиња, мили, фини, мирни. Сега почнуваат малку да прават бели, ама како и сите деца. Не, 2 и 2 месеци скоро, 3 месеци. Значи, тука се белите почнуваат. Да, почнуваат да се закачаат и почнуваат да се качуваат таму кај што не треба. До сега бевме раат барем за тоа. Си одат во градинка, за тоа време ние функционираме нели со работните обврски, додека се дома гледам некако и ми се погоди овој период од 2 години нели со врските да бидам послободен, да немам проекти многу, да можам да им се посветам и мислам дека сакав секој момент додека се бебиња, додека малку подпораснат, пошто после нема ни да ги видам, ни да ги гледам, времето лета, сакав да уживам во сите моменти. Да, оние почетни моменти, проодување, проозборување, запчиња и така натаму, така натаму. Панчо, имаш ти долг стаж? Ја имам, имам најдолг стаж, ама може најнечувачки стаж. Андреја е 7 години, више ми е другар, као дефинитивно и често се чуваме, додека Маријан е тешка бараба. Господ ќе го видам со него, се гледа уште од сега, он е 3 години, сега ќе прави у март.
Еден мора да е на тебе. Не дај така мајка ми викаше 20% едното да е на тебе. Ова големово ми е ко девојче, мирно, така викам ко керка да ми е, ама малово е. Него уште не можам да го чувам. Не сум дечар и ме вадат од памет тие работи. Специфичен сум као лик, сакам да ми е мирно, сакам да ми е тивко, а дете ко дете, Андреја среќа е таков, ама малиот не е. Ама нормално ги сакам највише од се и се би направил за нив, као што правам, сите овие нокни свирки, нокни работи, што се занимавам со најразлични кловнови и идиоти, ги трпам само ради нив, нели? И дај Боже да ме посака уште здравје и ум, за да можам да издржам, да им направам тоа што треба да направам за нив, па еден ден ако можам и би се тргнал негде скрос на страна и никогаш не би го работел више ова што го работам. Добра, ма ќе кажеш и од оваа дистанца, нели, дека си горд родител, како што Да, јас. апсолутно, Мораш да ме оправдаш. Да, апсолутно. Импресивни во кариерата и горди родители. Апсолутно. Андреј, колку тебе ти се смени животниот тек? Па омекнав дефинитивно. Прекинав со оној профил на живот што претходно го терав по он така го знае и ме карал малце поише за тоа, да речеме, не знам, алкохол, нели, девојки, искачање на долги ноќи. Сега се појави една, односно две со сопруга ми девојки во животот кои што малце така ме омекна и ме стокмива у еден ќош. И ми е убаво, се осеќам убаво, ваму кај што сум, на ова место на кое што сум. Да не филозофирам кој што ќе каже нешто друго, кој има дете, дека тоа не е убаво, само лаже, значи нема поубаво чувство тоа, посебно ако гледаш дека како реагира додека се развива и дека многу почне да те потсеќа на тебе. Мислам дека нема поубава работа од тоа. Најголемо задоволство со најголема мака помеша. Да, најсладка мака. Најсладка мака. Сега после ова можеме комотно да кажеме дека нешто сме направиле во живот. Да. Дека сте ставиле нешто. Да. И сега бидејќи зборуваме за татковството, јас пред мене ја имам статистиката од Фондот за здравство во поглед на породилното отсуство на татковците. Имам информација дека во 2016 година 54 татковци користиле породилно боледување, најмногу вакви случаи имало во Скопје. Од оваа бројка вкупно 17 мажи 9 месеци се грижеле за децата додека сопругите работеле. Не ме ни чуди во ова ново време. Така, прашањето, како гледате на породилно отсуство за татковци вие? Еве, спомнав, нели, извини што те прекинав. Никогаш не се знае, нели, каква е ситуацијата со работната позиција на сопругата и така натаму, доколку таа не може да отсуствува заради Ја и ти сме биле на породилно, призна. Жени работиле, ние... Не, види, не до толку, ама да. Види, јас морав да бидам, затоа што двајцата моравме да ги чуваме. Мислам, не може да се постигне, мислам, со едно не може да се постигне, не камо и со две од една. Така да јас морав да, нели, многу повеќе да се посветам околу одгледување на децата, но секоја чест на жена ми. Така што јас, нели, како татко, колку можев правев, дури и повеќе од тоа, но мислам дека таа е таа која што дефинитивно имаше и највеќе живци, трпение и сила за да, нели, ги помине овие 2 години, кои што верувајте, првите 2 години се навистина мачни. Ние можеме да кажуваме дека е прекрасно, нели, се ни е супер дома и така натаму, но првите 2 години спиењето е сведено на минимум нели, се будат често. На почеток ги раневме на секој 3 часа, значи нема тука дали е дење или ноќе, така што Горана дои и не надои од еден друг. Па добро, не ги доевме, така што можеше Горана да се одмори, имавме распоред. Јас од 7 до 3 наутро ги ранев на секој 3 часа, ги преоблекував да може Горана да се одмори и да продолжи од 3 часот па следниот ден до 7. Има напорно. Панчо сака малку да се ботираме, јас ќе кажам дека имаме кристална слика за грижлив татко. Слушај, Панчо, не знам, Панчо може и своите деца ги доел. Јас сум видел дека има и, нели, вештачки дојки кои што служат и за тоа, така ли? Ама зошто таква фаца правиш? Да можев, се тоа нормално. Види, ја као дечер, као не сум, ја не знам да менјам пелени, немам живци за тоа, не дека некам едноставно не ме била. Немало потреба. Не, имало потреба. Да имаш близнаци ќе си ги менјал како јас за 3 секунди, вака. Предпоставам, ама немам, значи све ова што го работам стварно многу ме исцрпува и стварно ми треба многу одмор, зашто легнувам и ти легнуваш така. Некогаш се дешава да свирам и по 4 до 5 пати. Значи дефинитивно ти е потребно
отсутство за породилно отсутство за татко. Не е он толку не дечар и не е татко кога што нема време. Затоа он да имал поише малце време и тој дел ќе го осетил, ама пошто нема време, веројатно тоа се го каже да. Другачие. Ја мислам дека са може нема да се служат и Андри и Ненат, ама во повеќето муабети кои сум ги зборал, нели јас сум растен без татко и немам некој рол модел па да знам како тоа било, ама кога сум зборал рецимо со зетми со некои луѓе кои имале нормално, кои ми се пријатели, кои сум барал совет, вика татковското почиња највеќе од кога ќе почне да те осознава детето и од кога ќе почне да комуницира со тебе. Као ја така бар мислам за мене, од кога Андреј е порасна и веќе направи околу 3 години, мислам ја го гледав нон-стоп и претходно, но кога направи 3,5 години и кога комунициравме, веќе сме другари. Сака ова, сака она, се чуваме. Ја можам и да му кажам тато ја ќе легнам, дали он на таблет и така работи. Све окей. Нареда на тие, тато ја ќе легнам, тато донеси ми ова, тато ќе гледа сега фудбал. Донеси. И он гледа, го носам на тренинг, супер е, сега бевме недела дена сами у Италија, значи ја можам да се грижам, но веќе кога ќе разбирам што сака. Немам нерви за дете. Добро, Ненад, каква е вашата динамика по дома со Горана? Знам дека сами буквално се грижите за Љупка и Иво, близнаците. Да, за жал, да, ни почина и на првата година до душа имавме многу голема помош од мајка и на Горана, потоа почина, нели, но во секој случај фала му на Господа што нели имавме можност барем првата година таа малку да ни помага бидејќи беа навистина многу мали. И сега динамично 24/7, ти викам некако се уште сме по некоја шема, еве веќе во 8 часот си легнуваат, па можеме малку да си дојдеме на себе, да се видиме и да се дружиме со пријатели, нели, и да гледаме малку рад филм и така натаму. Иначе до пред известно време беше тоа 24/7. Добро, имаме одговор за тоа дека Панчо, убаво му е друштвото, нели, кога малку ќе порасне детето. Од оние домаќински работи по дома што извршуваш, Панчо? Јас сум у принцип секогаш сум бил као самостален. Мајка ми цел живот работела и јас сум бил оставен од 7-8 години, не оставен сам на себе, но така и биле и други времења. Но сум бил на улица, затоа викам стално за мене дека сум уличар, израснат на асфалт и тоа ми е една школа која никогаш не би ја заменил за ништо. Знаеш како е тој некој природен инстинкт. Ако ми се јаде, знам да си направам што и да направам, да јадам, знам да нарачам сега да јадам, знам да испеглам, знам да исперам, така да можам се да направам, буквално се, дури знам и да усисам и да исчистам кога треба да го направам тоа. Значи немам проблем. Кои домаќински работи би се предизвика, Андреј? Ненад исто? Па домаќински работи убаво е да ја и пред да се оженам и да имам дете, живеев кај тетка ми во една соба која што беше, да наречам, не како да наречам, јебодром. Ебаварник. Меѓутоа секогаш ми била чиста, убава, средена. Сум си ја сакал, имала некаква топлина, гитара, клавир, музиче. Истото тоа го префрлив во новиот дом, посебно со фамилијата со која што сум сега и би сакал детенцето да ми трчка и да ми лади по чисти подови, доека сопругата на работа знам и не се кријам да кажам дека знам и да исперам некој суд, да исперам садови. Зашто не, мислам. Тоа е нормално обрска делиме која што обрските, треба. мислам. Не сум ја робовладетел, па она да треба да прави све, мислам. Така гледам на тие работи, не знам. Иако мајка ми многу се љути за тоа, пошто нели тоа биле женските работи у куќата. Викни ме мене, ја перам садови. Кај да идам на гости, перам садови, озбил. Обожавам. Таму во семејството кај Само вас? тоа не можам да го правам. Стварно? Не можам да перам садови. Сули. Дури ми е тешко и у машина за перење. Музича позади си, Ја топла само водичка. Кажи, Ча, рај. нема боле, се Друго одмараш. се знам да правам, ама садови да Тоа е перам. Се одмараш, одмараш. Ја па убајна ми е, пуштам вода, све што си јадам си мијам, Да. ако има останато нешто мијам. А се што си јадеш си миеш, збориме садови кога се наполни. И што има останато, мијам. Убаво ми е вода, Ненад, многу кои убаво. домаќински работи тебе ти Се предизвика? знам, се знам. Мислам, нема тука предизвик, не предизвик. Тука функционираме двајцата заедно, затоа што така мора. И, нели, сепак се знаат машки и женски работи, сега машки и женски да ги наречеме. Така не пеглам нон-стоп, ама некад знам да си запеглам кога немам испеглана кошула, а сопругата има обврска со децата. Значи, знам да се снајдам во секоја ситуација.
И сега, како што поменуваат годините, традицијата за крстење на децата по некој член на семејството полека како да изумира. Дали може би имињата на вашите деца имаат некаква символика, Ненад, кај тебе? Да, Љупка е по Има мајка ми. символика, добро. Затоа што, нели, споменав, не доживеа да ги види и Љупка, мојата сопруга инсистираше да ја крсти по, нели, мајка ми. А Иво, јас сакав да биде кратко име, кое што нема да му го кратат и некако ми беше симпатично, па јас си го одбрав да се вика Иво. Твојата Андреја, Панчо, да не е случајно од Да. постариот Андреја? Па он е роден на 9 февруари, а Андреја е на 10. И он е по него, а помалиот Маријан е на мојот најдобар другар кој ми е цел живот. И кум ми е Маци, Маријан и он се вика и Ненад го знае исто. Така да и двајцата се на некои мои Подругари. Да, другари битни луѓе кои ми Да се видиме дел од третово. мојот живот. Андре, дали гледаш колку си важен ти во животот на Панчо? Гледам Во и целото да, семејство таму. баш, и гледам Има ли и символ? Имам една слика баш колку сум важен подпреди на Маја на стомакот као на Шанк 5 сати пред да се породи. Таа слика ми е стварно убава, ако ќе ја видам некад ги листам фолдериве од роѓендените мои. И е стварно убава слика, пошто знам дека после тој роѓенден, после неколку сати Маја се породи. Викам Така како беше. него фати пред 12 сат тоа, да сме баш у истиот ден. Да, така беше. Убаво е све ова што се случува. Ја прв пат ке него ги видов тие, бидејќи го знам години, знае да биде некој многу строг, многу љут, да кажам, крут. Меѓутоа прв пат ке него кога татко видов една друга слика у него што отпосле и ја почнав во огледало си ја гледам кај себе од кога ми се роди Јана. Има ли символика во името на Јана кај тебе некаква? Па сега среќа да не ме сватат гледачите погрешно, среќа еве ние тројца ги кажавме имињата на нашиве деца и горе-доле се сите убави, нормални имиња. Јас сум малце, не знам, против тоа да се крстат деца со овие нови помодарски имиња што некојаш заличуваат и на домашни љубимци. Вака да не ме сватите погрешно, меѓутоа Јана сакав да крстам баш Јана заради тоа што е многу едноставно и убаво македонско име, а символиката отпосле ја најдов у тоа што татко ми се вика Јована, мајка ми Јана, така да Јана еве нека биде по нив. Ја мислев на бивша. Која бе? Има да кажеш се на телевизија. Добро, да. Ако те фатиме сега со прва љубов или по која име? на Како те се жонглираат шалам, на те се како шалам. жонглираат Слово. помеѓу нели улогата родител, татко и кариерата, прекрасни момци, Ненад, Панчо и Андреј. Кои се оние вредности на кои што ги учите вашите деца? На што ги учите, како ги воспитувате? Моите се уште мали. Па На што сакам би да сакал, кажам, на што тоа би сакам сакал сега да ги кажам. учиш Нивните твоите се деца, мали Ненад? уште. Пред се да бидат културни, фини и уште не сум размислувал. Сакам да се видат како што сме јас и мојата сопруга. Значи се надевам дека ќе бидат Сакал некел нема бегање од тоа, па растат да, и мислам дека нашиот карактер нели ќе се надевам. И она што ме загрижува нели понатаму какво ќе има друштво и каде се ќе бидат, затоа што гледам што се случува надвор од нашиот дом, така ли, она што се случува во околината. Се надевам дека се тоа ќе биде како што треба, нели, кое што нешто не зависи од нас. Оно што зависи од нас, ја ќе се трудам да нами некогаш да бидам и строг, затоа што не може се да им се дозволува, но се уште се мали и се уште е рано за некакво си воспитување, некакви наметнување, некакви вредности и така натаму. Панчо, нешто ги учиш твоите деца? Па тоа сега да кажам дека нивните се уште мали, иако нели се гради тоа лека по лека и они гледаат што све се прави. Јас со Андреја имам воспоставено, реков, другарски однос, не татко син, и он буквално добива све, ама знае да му се земе сето тоа ако не заврши домашна задача, нема да го пуштам на тренинг и такви работи, мора да ги цени сите тие работи и најбитно ми од се да биде човек. Значи да помогне на улица, да каже добар ден, да не гледа сиромашен и да не ги нели дели од богат на нели на расна основа, на мултиетничка, значи едноставно сакам ја како што сум гледал на работите, како што вика и Нено, сакам и он и дури да биде и многу подобар од мене и секогаш да дели све што има
да не е себичен. Обично првите деца се малце посебични и поготово кога растат сами. И верувам дека ќе успеам у тоа што јас сакам да биде, но не ќе да биде буквално јас што сакам, пошто е тоа негов живот. Јас сакам само да е жив, здрав и да го поддржувам у се она што направил, да ме служат години, да можам да му бидам потпора за која јас сум ја немам. Така, Андре, во ова општество на дефинитивно изгубени вредности, нели? Колку Јана сакаш да расте во еден поинаков свет? На што најмногу ја учиш? Па јас се борам секојдневно, иако е многу мала, како што кажа Панчо и Ненад, да се молам еден ден да ќерка ми не искаше со другарки на Аца Лукас. Тоа е првото нешто со кое што се борам секојдневно. Како ќе го јадеш ако Зошто да? Слушај, извини што ќе да прекинам. Немој да се бориш толку, пошто се враќа во со кој што се бориш. Не, ама ја го правам тоа така префригано, веруј. Аха, да. Не и пушташ сакам цело време у позадина додека сме дома да тече убава квалитетна музика. Тоа е нешто кое што стварно го сакам, а јас се слушам таа музика. Друго, разноразни глупости имат денеска по YouTube што пропагираат многу лоша слика за деца, кои што растат и се трудам цело време да би бидам надзор да гледа покреативни, поубави цртани и исполнети со убава музика. Исто и се надевам дека еден ден ќе стане нормално по она што го гледа како реагираме ја и мајка, дека ќе стане нормално, скромно. Добро, работите и на тоа да добие друштво Јана. Па тоа ја со првиот пат нешто немав многу мука, решив и го направив, така да сега чекам кога ќе ми дојде паова. Како викаш ти за семето, какво било? Семето еликсирот на Добро. на плодноста. Ке имаме изненадување пред самиот крај со убави подароци. Одиме со ретроспектива или со фотографии од татковците. Прво ќе почнем со Андре, може? Да видиме прва фотографија од Јана. Очигледно е музикална на тато Андреј. Има ли, кажи ми? Па има, за клавиров уште нема, мало е, ама има така. Така. На Facebook споделуваш фотографии повеќе со Јана. Принцеза ли е на тато Јана? Не, Јана е девојче на кое што дефинитивно е толку живо што може да и фали машки полов орган. Такво е грубо, круто, се шалам. Значи, би се свија што е своја, што е жива, што е дифтарче. И баш не е она класично девојченце. И Како поминува еден ден, каже ни татко ќерка со Јана на градко? Па многу шарено, значи имаме разни моменти, има многу нежни моменти, има некојаш знае и да биде ударена по газето затоа што е лоша и нели се мази, сака да се мази, сака све да дојде, а тоа не може да дојде баш тоа така лесно и не е ни убаво да дојде тоа така. Интересно секојдневие имаме. Чудно дете е, некогаш толку брзо ми се менува, а пред мене е секој ден, што у моменти гледам како да мислам дека имам друго дете дома. Али тоа веројатно сите татко си го сеќаваат, пошто многу брзо растат некако денеска деца со се она што се нуди. Тоа Панчо ќе ни го каже колку брзо поминува времето. Одиме со фотографија меѓу Андреја и Панчо. Андреја, постариот син на Панчо. Па кажи ни, еве, колку е побрзан, кажи ми со Овде тебе, веќе 7 години, ова беше сега пред некој ден. Ова беше роден ден. И колку брзо расте. Како брзо дента кога се роди, ние имавме настап. Идевме кај одевме у Прилепан там баш кога денес и седнавме да го залееме Андреја со ликвид кој доликува. Одиме со уште неколку фотографии. И расте. Ево ми после свирка негде и гледаш како изгледам ја, како изгледа он. Како ти кажам, стварно ми е многу тешко да најдам некоја средина и он многу сака да се дружи, ми вика ајде да играме фудбал и сите тие работи, стварно немам душа, ме боли срце кога не можам да. Ама помагаш ли, кажи ми, во училишни обврски? Да, знаем, стихотворби генерално повеќето ги учиме заедно. Ова е првиот ден од школа негов. И интересни се тие работи,
нормално сега те нервира кога по 7 пати, уствари по 70 пати се повторува стихотворба, ти не можеш да ја запамти, ти побудалуваш, ама мораш. Тоа е обврската. Предпоставувам е окей. Сега еве го и малиот. Да, ова е... Маријан, како го многу не интересира како го подготвите Андреја за тоа дека ќе има помало братче? Никако, што? Он обично сите се љубоморни, он никогаш не бил љубоморен, толку многу му помагаш и многу го сака. Овој малиот бараба го тепа нонстоп. Ја имам ситуација видено со гез во глава го имам играно и со играчки често и овој плаче, не му ни враќа. Ја дури го карам, ја го карам, го ударам по газ, му викам удри го, гледај 2 години има, знаеш. Удри го, ќе порасне, ќе те дроби од кјутек. И овој е толку мирен, а ова мала бараба е чудо. Мислам дека за кратко он ќе го вика него да го брани надвор, знаеш. Одиме сега со фотографии имаме уште, да. Ајде, кажи ни, Панчо, која карактеристика, ајде на кратко, ја препознаваш кај Андреја, па која кај Маријан? Веќе кажа дека е потемпераментен или па знаеш, тоа се баш е 50-50 карактери, особини зима од мајката и од таткото, баш као со ноше на торта која сечеш на пола, не може ни 51-49. Буквално, и јас маки гледам дека е жив на мене и е многу инат и кога ќе науми нешто да направи, го прави по секоја цена. Претпоставам дека тоа е на мој лик, уште е мал за све друго. Он има страшен осет за ритам и чука нонстоп. Додека Андре дудук не знае ритам да фати так, не знам како може, уште е мал. Ама па е Андре е многу мил, многу е дружелюбив, исто и Маки е дружелюбив, но е многу добар, многу е добар и многу е сензитивен и осетлив. На пар пути кога ќе види куче дека е повредено или нешто циганче, односно ромче, да кажем, кога пита на овакво, многу пати знае да плаче. Така да тоа гледам во него, во нив двајца нешто што е од мене. Ајде сега да видиме. Да ги видиме и фотографиите на таткото Ненад со Љупка и со Иво. Баш ме интересира што извади. Инаку морам да кажам дека добивме дозвола, нели, за објавување на фотографии. Имаме дозвола од... на тоа дека се на Facebook, нормално дека имате дозвола. Што прво ти помина, кажи ни, Ненад, низ глава кога дозна дека ќе бидеш татко на близнаци? Па прво ладна пот. И на двајцата ни помина ладна пот, а после тоа нормално бевме пресрекни затоа што Господ ни даде 2 деца од еднаш, и тоа машко и девојче, кои што се прекрасни и така што не знам што да додадам тука, нели. Во секој случај добро си се снајдовме и не знам што би правил доколку ги немав двете. Како ви изгледаат одморите сега, со оглед на тоа што, нели, бевте па долго? На почеток ви беа малку напорни одморите. Добро, првата година и пол, одевме претежно во Банско, значи планински одмор, за да не биде многу жешко и затоа што имавме искуство неколку дена на море и малку лошо поминавме, бидејќи мислам дека сонцето им удри во глава, уште беа мали и едва чекавме да се вратиме. Додека на планина ни годи климата и нонстоп сме, цело лето сме во Банско кога можеме, така што дефинитивно и они се прилагодија таму. Што друго те интересира, што рече? Еве, што значи квалитетно? Ја ги гледам сликави и си се збунив, нели се заносо чегова кај. Како ви изгледаат, нели, одморите и што значи за тебе квалитетно поминато време со близнаците? Одморите ни се, нели, со оглед на тоа дека одиме на места каде што треба пред се да биде прилагодено на нив, ни се исто како дома. Така што гледаме да биде тоа поголем простор, носиме креветчиња, каде што они треба да се чувствуваат комотно и така натаму. Гледам максимално, нели, да се посветиме, да се забавуваме. Тука славиме роден ден. Славиме втор роден ден. И ова е тортата за во градинка, пошто таму не сме, нели, торта, онаква торта, класична торта, па овде има бомбончиња некакви за дечињата во градинка, кои што навистина ги сакаат и ги обожаваат и веќе почнуваат и со имиња да ги кажуваат што прават во градинка и така натаму. Темпераментни деца, ајде веќе да почнам како Панча, темпераментни деца. Така, имате палки на вашите фотели, ето така, и да направиме една игра, ми одговарате со да или со не. Кратки сме со времето, па ќе мора малку, бидејќи сме во живо, ќе мора малку да
побрзаме. Дали менувате пелени? Првото прашање, одговарате со да или со не? Нека трепка. Ете, така Панчо ни кажа дека тоа не го работи, не го прави воопшто. Се сметате ли за себе за згоден татко? Да почнам ја? Не зашто не прави. Ја никогаш... Чисто да или со не? ја, да, не. Може вака меѓу. Добро, меѓу дај, добро. Зошто не? Ајде. Одо, ја никад не сум се сметал за згоден. А камо ли татко, Теретана не згоден татко? излезе. Не, џабе. Ја што се мене да ми сменат требаше глава, уште не една ме страна. сара да видам. Уште една страна им требаше на палкиве грд да пише. Грд. Дали ви земале породилно отсуство? Тука дискутиравме исто. Па да, кажавме дека. Више го искористивме. Добро, Панчо не. Децата ме направија подобар човек? Не. Не затоа што мислам дека и онака си бев добар. Еве го Аплауз, најумниот татко. аплауз, Дали сте строги родители, кој би кажал? Може да. Поише некај да. Не, сакам да бидам малку построг, ама се надевам дека тоа малку кога ќе подпораснат сега е греото да бидеш строг родител, затоа што уште мислам дека не разбираат баш. Само не све разбираат, ама идеме на варијанта дека не Не, разбираат. разбира. Чим Така, ми имате ли- вика уште сега лоши, значи да, знае дека сум лош. Дечки, имате ли време за романтика со љубената, со супругата? Како? Ај вака. Зошто леле јас со близнаци Значи, имам време, видите види само ги. како изгледува, да. Видите чек, само не бе. камерава Вака. како Ева. ви ги лоби палките. Имате време или камера, немате? лови камера. Пробај лови го. Добро. Јас имам, не тоа нели толку често како кога сме немале деца, но во секој случај реков кај нас да све организирано. Така што во секој случај се организираме и имаме време за романтика. Одиме со кратка пауза, реклами, се враќаме за кратко, имаме уште неколку прашања за моите гости. Пред самиот крај имам изненадување и подароци за моите горди татковци, Ненад, Панчо и Андреј од ДНК. Првиот подарок ќе го посветам на Андреј од просветна дела, како да станам татко. Или ќе станам. Слушај, јас ова- ги го видов подарокот, пред да си викам дружбаци. Имаме Кажа ли книга. кој е гостин? Викам ние можеме по 3 тома вакви да напишеме. Значи, ќе си се проверите дали сте доволно добри татковци. Не, Ова е наставов книга. треба да смерат како ќе стана по втор пат татко. Добро, ќе си се проверите, нели, во тие обврски Како да домашни стана мајка. задачи. И ќе си наздравите со љубената од Радгонске Горице. Имам прекрасно пенливо вино. Морам да го покажам. Еве шприца. така. И имаме блакци или свет на вкусови од Витаминка, убава колекција. На крајот од емисијата ве чекаат овие изненадувања. Волку, не сме земале награди, Господ здравје ти дае. А На оваа како сиромаштија гледаш на са наградите и како ги доживуваш, еве? Па не сме земале ние награди, не си. Не знам. Немој награди, не се Ама награди сега- со ама сега заради. убаво. Слушај, Поклони мислиш? Или ако ги земам у погрешно време не ги давам. Може да... Ама кога те даруваат убаво ти е, нели? Да, ќе доаѓаме секоја недела ако треба. Може и тонци да ти видиме. Само да знаете дека сум супер домаќинка, веќе имам коментари од преходните гости, така да чести задоволство и јас да ве имам за гости вечерва. Горди татковци, успешни, импресивни во тоа што го работат. Нешто се крчка, она што следна нели ке биде во Етерот, македонски, да. Понеделник 21:30 и секој понеделник на ТВ21. Ќе ви имам, се надевам, и јас, како домакин. Многу убав радиофоничен глас имаш. Не значи. важи, благодарам. вторник снимаме кај тебе, кажеш. Многу јадеш. Не договори. Добро, некој од следните емисии ќе ја гледате оваа постава во мојата емисија. Добро. Твој совет за идните татковци кој би бил, Ненад? Па, нема совет. Секој различно си го доживува татковството. Треба само да бидеш посветен, нели? Се надевам во времето кога ќе почувствуваш дека треба да бидеш татко, доколку ги поминеш сите тие претходни работи во животот, нели, излегување, забава и така натаму, и кога ќе имаш можност да се посветиш на семејството, бидејќи навистина тоа го бараат. Се сметаш Целото семејство го бара тоа. се сметаш за среќен човек, имаш ли рецепт? Се сметам за пресреќен човек, им благодарам Кој е на Господ рецептот? и Кој е рецептот за среќен и квалитетен живот? па како што спомнав, да се реализира се
по некое скалело, нели, како што викаме, и кариерата полека не може да се стигне веднаш горе, и семејството полека и се понатаму, мислам дека тоа е. Значи не треба да се форсира нешто. Ми даде убав совет на паузата. Елена, реализира се како мајка. Елена, време да се омажиш е многу побрза и малку, затоа што нели годините проаѓаат и затоа што убаво е кога си помлада мајка. Живците барем ќе ги имаш потазе. Кажи им на сите у DM да ја пишат, не Панчо, шега на страна, твојот совет за идните татковци да менуваат пелени, да не бидеш пример? Нормално, не. Треба да менуваат пелени. Сите за кој што може, кој што сака да прави како мисли и нормално треба да помагаат на своите сопруги, да што порано да стануваат татковци, е мој совет, бидејќи имаат поише енергија и ќе имаат и време за све и ќе имаат нерви, што е најбитно околу татковството, и има и коското исто. Така да што порано, толку ти сече и сите тие работи, и лоши и добри ги поминуваш добро. Ама не премногу рано. Не рано. За крај, што ќе надополниш? Па да стегнат зуби ги чека голема борба. Да, сега више ние сме... Или ветуваш дека ќе прочиташ книгата? Дефинитивно ќе прочитам, да видам што сум утнал, што нема у мене. Момци, да чекаме месец април, најдоброто од ДНК излегува. Поддршка за ДНК и за Ненад за новото шоу. Се дружиме, се гледаме, драго ми беше што бевте мои гости вечерва, Горди Татковци. Благодариме. Поздрав и за тебе и за сите гледачи. Поздрав од вашата домаќинка Елена. Во живот со стил се гледаме точно за 7 дена на телевизија 24. Поздрав.